на 1 на 1, сезона 10, вечерашни гости, актерите од Преспав, а сега вашиот и наш домакин, Зарко Димитриевски! Публико, аплу за Мешевски, аплу за Гуру Карапел! Како сме? Добро е. Мешевски, како си ми? Си се подстрижал? Така е. Фала на прашање, одлично. Да, сега како што треба? Да, одлично, тоа е добро. Пред некое време бев малку надвор од државата, да ви кажам право, и еден пријател ме прашува и како е во Скопје, и му викам па да ти покажам неколку наслови како е во Скопје. Делови од Скопје без струја, делови од Скопје без вода, цело Скопје без воздух, а ние пријатели очигледно ко Милошевиќ, без мозок. Знаеш за ова? Луда работа. Но да ве смирам, работите одат на подобро. Значи само на подобро одиме. И во светот и кај нас е тоа. Сегде човештвото гази на подобро. Па така само неколку часа повеста дека кривата кула во Пиза полека се исправа, почна да се исправа и кривото полско веце во Булачани. Почна да се исправа. Не, пази. Нормално ова е шега, ама шега на страна. Истражувачкиот тим од еден реши да дознае што ја исправа всушност кривата кула во Пиза и стигнавме до шокантно откритие. Значи ова е неверојатно, имено кривата кула ја исправува цело време митското чудовиште џинот од островот Сителос Валентин. Да! Валентин. Ова е вистинска слика. Добро, кога имаш работа која бара да си многу и често пред камера, нормално е на интернет да ти ископаат интересни работи како слика од Валентин Николовски. Пази, имам и јас глупости, како на пример овој клип во кој мафтам и не знам, веројатно пробувам да ограбам воз. Значи појма немам што е идејата овде. Ама постои на интернет. Ова е вистински клип. Или на пример Зоран Заев кој овде е со Чолич. Здравко кажува виц, Заев се смее, ама сваќа дека не го разбрал вицот. Мислам, нема. Кога си цело време пред камера, нормално е да ти се случат зафрканции, како на пример да не можеш да кажеш нешто така просто како vocational education. Но ете. Vocationing, не знам. Vocational education. Така да е. Жарко Димитриевски. Добро, јас сум дечко снимаме, мислам те молам ми улетуваш у кадар, што е работа. Оди пак ќе правиме муат. Повели тужба за ширење на стереотипи од Министерството за исправање на криви дрини. Мало брзи сте како Груевски на граница, бе. Ќе чуеш од моите адвокати. Слушај. Што ќе чуваме? Ќе чуеш извини ќе чуеш. Што има позади, бе? Не е битно, окей, да се вратиме. Кога веќе се повеќе жени ставаме на раководни позиции, што е супер, ние мажите треба малку да поработиме на тоа да ги сватиме жените, навистина, значи да ги разбереме. Затоа има многу опции, многу начини. Само побогу ве молам, не одете на Facebook страницата Женски домакински муабети. Не, таму само ќе се збуните стотка и ништо нема да разберете. Бидејќи тоа е една длабока мистериозна дупка во кој се решаваат клучни животни прашања од типот женски. Што значи да се сонуваш трудна и да се шеташ навечер покрај големото Веро? Најверојатно дека си трудна од грк? Не знам. Што може да знам? Или пак ова. Барам број од личност што прави бугарски пасош смајли. Љупчо Георгиевски смајли? Не знам. А посебно интересно е прашањето лек за мравки, а уште поинтересен одговорот. А од што се болни? Или, здраво членки, ќе може ли предлог за торта од хартија со цена, тема, фудбал? Може и слика. Фала.
Да го анализираме внимателно овој Facebook пост, дами и господа. Значи, забележуваме две работи. Прво, каква е таа торта од хартија? Која е? Жени, кажете ми. Која е? Што е торта? Објасни ми. Како е? Озбилно? Кажи, што е? Те слушам. Торта од хартија имало за во градинка. Океј, го разјасниме првото. Чекај, дали ќе ми го разјасниш второто? Значи, второто, не знам дали знаете, ама пост за торта одлично оди со летечки гомциња во позадина. Да, едва и чекам да ја пробам таа фудбалска гомце торта. Ми се отвори апетитот. Добар ден! Ај, добар ден. Жарко Димитриевски. Да, бе, дечко, па пред 2 минути дојде ти кажав, Жарко Димитриевски, тој сум. Ова ли тужба од Асоциацијата на прави домаќинки? Не фейк домаќинки, што жени им чистат по дома и купуваат тортки. Туку хардкор домаќинки што сами си прават торти или скратено. АПДН, ФДЖЧ, ДКТХ, КД, ШСС, ПТ. Вау. Во среда на суд за ширење говор на омраза. Океј. Како ми среда, човече, на среда сум народен. Му кажа, ќе чуеш од моите адвокати, ќе ти кажат. Што ќе ми кажат? Ќе ти кажат извини, извини. Се извини. Океј, еден скеч, две тужби, супер. Таман си реков на скијање ќе одам во Пампорово, ама изгледа ништо. Добро, кој ги врти? Ќе истерам скечов до крај. Значи, валјда не може една тужба да ми стегна. Значи, муабетот ми беше дека можно е гувернеркава да почне да поставува прашања на групата женски домакински муабети. Мислам, ако е права домакинка, се разбира. Замислете, мамички, БДП-то во првиот квартал стагнира. Тетка ми вели дека ќе ми се случи девалвација на денарот ако не погледнам низ прстен на полна месечина. Искуства? Добар ден. Жарко Димитриевски. Да, бе, друже, на ти сме веќе. Аман, знаеш дека сум ја. Шо е? Ова ли тужба од Народна банка на Македонија за ширење на лажни вести околу стабилноста на македонскиот денар? Добро. И со тоа одиме на нашиот следен натрапник Индијана Џонски. Индијана Џонски, човекот што копа. Никако да стигне до посакуваното нешто, ама сега дали има промена, Индијана? Дали има нешто јако? Добро. Леле, обожавам да си доаѓам овде кога ќе ми засвират. Кажи што најде сега. Чекај, мислам, ќе ти кажеме што си најдов, ама и кога нема нешто да најдеш, пак да е интересно, мислам, како ти Чекај, и објаснам. кога нема да најдеш, пак нешто има интересно. Тика нормално Че, дека не нешто. те разбирам, што е работа? Значи да не најдеш нешто, значи дека си нашол нешто. Пример? Пример еве ти. Пред некоја година бевме во Германија и сега копаме 70 метри. 70. Кабел наоѓаме. Знаеш што значи тоа кабел да најдеш? Кабел да најдеш На на 70 70 метри. Што значи? Тоа значи дека пред 70 години они користеле телефон. И сега после, Демек следна 70 година. метри, 70 години. Дрво Те бе, разбирам. дрво. Да, добро. Идеме другата година во Австрија. Копаме, не бе на 70, копаме на 80. И? Се знае бе, жаре, кабел на 80 и 80 години они си имале телефон, ме разбираш? Добро. А у И Македонија нормал- како е? Па нормално си копавме и тука. И сега копаш и сега... Мислам, сега знаеш дека ништо нема да најдеш, ама... Немаше на 200 метри, еве стигнавме и... Немаше на Така. 200? И Да. што значи тоа? Не разбирам. Тоа значи тоа бе, жаре, дека сме имале бежични телефони пред 200 години. Мислам, какви прашања поставаш? Се извинам. Што најде сега кажи? Што ископа? Мора нели малку шег. Шега, да. Но да бидем искрени, јас сум доаѓана тука за ова. Добро. На моето големо откритие за кое што веќе нема да морам да доаѓам, бидејќи ова се батерија од Втората светска војна. Мислам, знаете што значи тоа ако ќе најдеш нешто од Втора светска војна? Сите се луди во Втора светска војна. Мислам, го носиш во музеј, ти дават И пари. некој друг е луд тука. И мислам, Значи само Жарко, да ти кажам нешто, дај ми ги батериите. нема, ова нема да ми го расипеш. Вака, да ти Ова кажам нема да ми нешто. го расипеш. Значи дали случајно батериите ги ископа позади студио? Значи, што има врска тоа сега? Па овие се батериите спасе што ги фрли далинското кому цркна пред недела дена. Така да што да ти кажам, каква црна Втора светска војна, какви глупости, Индијана Џонски, дајте се молам, да ја продолжиме со емисијата. Значи, како може вакви спасе да сте? Вакви ѓубриња сте. Добро бе, матер бе, колку пати ве човек јас да доаѓам овде да ви кажам. Па колку пати бе треба ви кажам бе, пластика во пластика, батерии кај што се фрлаат батерии, најлон кај што се фрла најлон, хартија во хартија и стакло во стакло. Немам ќе ве отерам. Индијана Џонски, дами и господа.
Се враќаме со Преслав. Ве очекував. Мислам, како да не го очекувам, секоја недела доаѓате тука и јас ви кажувам збор на денот, вие се правите дека не го знаете, додуша стварно не го знаете. И пак ќе ви кажам нов збор што не го знаете, само да ја пуштам мачкава да си оди. Ај. Стани докторка и направи го светот среќен. Баба ти посебно. Сум сгрешил. Не било булитам пеш, било билитам пеш, што на банту јазикот значи супер сон. Значи не добар, не просечен, одличен супер сон. Билитам пеш. Баш таков сон сонував вчера. Сонував дека постои совршен чај и сабајле се разбудив и видов дека било вистина. А па завчера сонував еден исто таков сон. Јас и Ријана и ние као демек седиме заедно во соба. Фала ви. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Doaga zimska noć, pa ja prvi snegovi, majde probaj me na -20. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еколайф пелет за вас. Израснати под топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Вива премиум вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. Поинаква планина во едно поинакво светло. Проверете во нашиот ски календар на skimavrovo.com. Летувај проверено со Савана. Мега попуст на најбараните летни аранжмани во Грција. 7 ноќевања со превоз за цени од само 49 евра. Местата се ограничени, затоа искористи ги веднаш. Кој рано рани, најголем попуст граби. Празничните специјалитети се повкусни со маслото на Брилијант. Твојот прв избор.
Прочитај повеќе. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Yes! Да знаеш, другари, специјално нешто од Good Nature, божикен чај. Купете си неколку пакетчиња и уживајте во божикниот чај од Good Nature оваа зима. А ако внимавате како се храните, водите динамичен живот, но сепак ви е важно да уживате во топ десерт, тогаш како мене јадете си Ерман Гранд десерт протеин со вкус на чоколадо, ванила, карамел и ментол. Мојово е чоколадо, вие изберете си што сакате. Без шекер, без лактоза, без глутен, но полн со протеини. Оди па не купи Ерман Гранд десерт протеин. А сега, од Преспав ги имаме Горан, Дритон, Адриан, повелете момци! Нова сезона. Yes. Значи, новата сезона веќе тера, веќе оди. Да. Ја снимивте цела? Цела до крај. Готова е? Готово е све. Ајде. Неодамна имав чест да одам во вашиот пансион. Вие таму имате камери цело време вклучено, па и мојава посета се снимаше и ја запознав новата газдарица, да ви кажам право. И ме импресионираш. Ами не. А тебе? Убава, нели? Убава. А вака ги има сите потребни атрибути да биде газдарица? Многу е конкретно што се види. Што е атрибути? Воспитан, а? Што е атрибути? Атрибути. Бути. Меко. На албански бут е меко. Бути. Тоа е на англиски всушност. Бути. Ама на албански бут е меко, да. Атрибути. Тоа е неговото. Да, мислам се снимаше случкава. И ајде да видиме како си поминав јас во пансионот. Здраво. Како е? За интервјуто дојдов. Одма ќе завршиме, ќе само да се договориме треба. Кој интервју? Па со газдарицата. Сакаше да дојде, ја реков не е проблем, ќе дојдам, ќе се договориме и така. Која газдарица овде? Нема газдарица овде, јас сум газда. Ти си газда? Јас сум газда. Газдарицата нова е бугарката. Мис Несебар. Жаре, абе да имаше овде мис Несебар. Мислиш овде ке седев да пијам? Каква бугарка, бе? Каква газдарица? Што ти е? Значи мене она на телефон ми кажа: "Дојди да се договориме за интервјуто." Слушај што ќе ти кажам, овде има само една женска, а тоа е Јелена од Драчево. Има уште една ула германка, Баталија Неизе, а ова бугаркава, има бугарка, ама кај да е, ја враќаме назад, така да знаеш. Костадин, колку ќе враќаш ти назад, а? Здраво. Здраво, Жаре. Се знаете. Баш ми е драго. Па се запознаваме, мислам многу ви во Нали? цели пансионама во живо е прегубав. Вие сте... Тоа е... И вие на живо исто. Чудесен. Тоа е газдарицата на Преспав. Жаре. Да, а нели ти беше газда?
Како е газдарица? Нема везе, направи една лимунада за мене и за неа. Ние ако може да се договориме. Чекай малку, како Или чај. Чај. Мислам што сакаш, Чекай небитно. малку, полека. Може кафе. Полека, сожалявам. Извини малку. Може ја и ти да искочиме малку еден на само? А? Што да се бавиш за емисијата, дека Не, еден на еден. ја Што и се, ти ја ти се плашам од бркоите? А што мислиш? Не ме заебај, сакаш Доста се. ден изчезни, ако обичаш. Аз с удоволствие ще бъда гост във вашето шоу. Изчазвай, Костадин. И кога да се? Данас. Не, впечатот си еве да речеме, ајде, Дритон, да те чуеме тебе со каскадер си работил. Јана е професионална каскадерка, не е шега, така? Така е. Да, и можеше, имаше моменти кај што се гледа, си викаш, ова стварно е каскадерка, човече. Па се познава, да, во секој момент се познава што тоа се гледаше дека е каскадер. Така е. Среќа што немавме некоја сцена така акцијска, па да се покаже уште повеќе. Среќа или не среќа? Среќа или да. Зависи. Зависи. Да ти кажам право прекрасно и ние имавме шанса да направиме краток муевет со неа. Ајде вака, да ја дзирнеме Јана за да ја запознаете и после тоа ние се враќаме да правиме муевет за нова сезона од Преспав. Како се снајде во екипата на Преспав? Идеално. Всички в Преспав някакси искаха да съм там. Те очакваха новата си газдарица с удоволствие и имам чувство, че някакси искаха да се случи нещо ново в Преспав, да има някакъв нов протагонист, който да се бори срещу всички и те да могат да се обединят и да се борят против него. Како се снајде со македонскиот јазик? Много добро. То не ми беше трудно изобщо, защото на мен потомците са ми от Рила, по майчина линия. Толкова песни знам, че ще ви изненадам. Това беше първото нещо, с което ме посрещаха, заведохме на кафан и ми казаха да си поръчам песен. И аз им казах, как бе, тук е хита от Македония, си те пеят. И пях и всички много се смяха, не можеха да повярват, че знам толкова много македонски песни и въобще, че знам толкова много за културата и за всичко в Македония. Слушнав дека имаш некои зборови што малку чудно ти легнале од македонски. Не, то е много смешно, защото когато ние говорим на български, на македонците им е смешно и обратно. Примерно, по-веселата история е с прилепа. На български прилеп е прилеп. Това. Лиляк. Така, лиляк. И точно това става смешното, защото прилеп са прилепчани. Прилепчани викат маймуни, при което аз обяснявам, лети како прилепи той. Како прилепи? Аз прилеп и той. Маймун и аз, не, глувче, со криле и той. Лиляк и аз, не бе, лиляк е Йоргованин. Защо на български лиляк Йоргованин? И това беше безумно. И тоя прилеп го оставихме в сценария. Когато дойде сценария, който е с прилепа, всички ще разберат за какво става въпрос. Супер. Исто ми кажа дека имаш омилена реплика. Тя не е толкова умилена, защото всичките реплики с всичките актьори в Преспав са ми любими, но тя е ключова. Какво ще се случва от тук нататък в Преспав? И се отнася от Преслава към Ула. И репликата е: предложих ти мир, но ти искаш война. Супер, одвај чекаме. Сега кажи ми нешто повеќе за твојот филм. Тука си малку и во каскадерска улога, уствари самата си ги глумиш каскадерските сцени. Това ми е втория филм като продуцент. Казва се Диви и щастливи, вече има своя първи трейлър. И разказва за две жени, които бягат от закона. И да, в този филм си правим каскадите, караме мотори, скачаме от сгради. Изобщо... От кой кат? От втория етаж. Втори може и от първи, да. Ова не е единствената улога каде што ги покажуваш твоите добри вештини, да ги кажем акробатски. Беше учесник и во едно шоу. Да, и играше на шипка. Кој ќе ти го каже, тоа играше на шипка, не сваќаат за што всушност станува збор. Дека е дури уметност. Да. Имаше и едно шоу, в което участвах, то беше с циркови номера, но там един от атрактивните номера, които представих, беше да лети във въздуха само държейки само за един обръч и с такива гимнастически, въобще общо взето, без никакви предпазни мрежа. Никаква мрежа.
И това беше нещо, което така е едно от най-добрите изпълнения в живота ми, защото аз наистина обичам да съчетавам атрактивните неща, обичам да съчетавам здравия дух с здравата психика, но това, за което ти разказваш, Марина, е един филм. Той се казва "Живи легенди". И режисьора ми е приятел и каза: "Ми знаеш ли, ти трябва там да играеш стриптизьорка, обаче за да играеш стриптизьорка трябва да направиш така, че да могат да гледат и 10-годишни деца." При което аз мислих и се записах на такива уроци по шипка, kako да тренираш на шипка. Да. И направих така, ролята си я направих много по-скоро акробатично, отколкото преластителна, за да могат, нали, да може да излезе и комедийната. Ако не 10, барем 11 години да може да гледа. Да, ако не 10, добро. Фала ти многу што беше со нас, се гледаме следен пат во студио. Добро. Инспекторе, што викаат, кажи охраѓаните сега за нова сезона? Има ли, кој е муабетот? Тебе цело време нешто за инспектор Томе. Нема што муабет. Толку е просто. Кажи. Телетабиси едни. Тоа се збори, а? Телетабиси. Те запираат улици. Маде Тоа е. Не, без за Фраканција премногу е популарно. Луѓето се забавуваат од сите актери, да речеме, каде што има одредени работи кои се интересни, ги повторуваат. Ме разбираш? И сето тоа е, како да ти кажам, многу убаво. Кефе. Кеф, така е. Управо си. Дритон, тебе те меркаат ли вака? Чекай да те прашам само прво, што е со бркови, зошто ги носиш? Што е работа? Абе, жаре, навикнат сум, знаеш, на бркови, на пошто нели талат го играм со бркови цело време и сега вака да... Аде ме без бркови ти е незгодно. Незгодно ми е, да. Абе нема везе, да ги извади брковите, па и без бркови е окей, така? Нема везе, ај, извади ги бркови. Извади. Што е ова? Ова беше само футрола. Абе, футрола за бркови. Каре, ова, си го видел ли ти ова нешто? Прв пат и ја прв пат. Не, сакам да те прашам, девојките вака после талат, ете, повеќе проидоа сезони, те забележуваат ли повеќе? Има една маж со маж вака да си кажеме. Интересна случка што ми се случи пред неколку дена во Тазе. Во кафич. Добро. И имаше гужвичка, вака се гледаме, со една се шмекаме, ме гледа вака ми се смешка. И јас си се смешкам нормално. И после 15-20 минути излегувам на цигара надвор. Добро. И доаѓа другарка и што беше со неа. Опа. И вика: "Извини, ти си талат од Преспа?" Викам: "Да." Јас сум. Вика: "Другарка ми ја гледаш?" Викам: "Ја гледам пола сат." И ти си кажеш лелеле. Да. Па мајка и те обожава. Ајде! Мајка и. Број 1 фан. Не. Да, тоа се случи. Види. Па сега мајка моја, а ништо па? Мајка и што па се? Адриан не брка жени, да се разбереме, само да си знаете. Женет си е човекот, срекно и весело женет, ама имаше неинтересна приказна за твојата свадба, што би сакал да ја раскажеш. Значи, тие имаш една од најинтересните свадби или најуникатните што сум ги чул, па чисто би сакал да знаат и другите. Зашто се работи? Многу ми е драго што сега се спомна ова, пошто навистина е многу по необична свадба. Така. Од без врска, значи било македонска или албанска свадба, значи ритуалите кои што се одвиваа во мојата свадба е сосема поинакво. Сакав малку да ги скршам тие табуја кои што како да кажам, си имаат некој одвивање, сите свадби се знаат од почеток на крај како ќе бидат. Моето сакав да биде малку поинаку. Поинаку е на кратки точки, да не му одземам време на мојот колега, пошто дошол од Охрид, со такси, мислам. Фала на внимание. Не, му избега автобусот, така да, окей, ќе му дадам јас пари за... Не, озбилно ти викам се, немој да се смееш. Ако. Сакам, чекај, извини, влакната ми се гледа. Сакам да кажам, да, мојата свадба 3 точки има. Значи, луѓето сакав да ги преместам на три места. Првото беше во културниот дом во Тетово. Добро. Као аперитив од 7 до 21 часот. Втората локација беше театар кај што јас играв стендап шоу со мојата жена и реков: "Ова е првиот и единствениот начин ти да стапиш на сцена, пошто сака", сум рекол, "никад." Зошто бе? Така, брат, сега немаме време.
Значи, игравме стендап со сопругата. Добро. Заврши тоа и им најавив на луѓето сега од тука одиме на трета локација. Трета локација, музиката не чекаше таму со староградски албански песни. Добро. Да. И после 12:22, после полноќ, не дружеа Фолтин од Битола. Ајде. Да, ова не знам колку е интересно, пошто на кратки точки го кажав, ама Супер, би сакал да направам зала. Ама имаш и постер. Има и постер за свадбата. Ова е постер за свадба, значи. Чекај, само ја нешто забележувам. Ја ќе ти објаснам, да. Зошто Адриан Азири е све? И кореографија, и музика, и спициент, и што е, не знам, тон мајстор, и Брат, сценограф. многу колеги кои аплицираат за проекти разни, сакаат сите они да ги направат работите, а на крај забораваат дека некој прави режија на тоа. И во овој случај кога јас ова го смислив за целата одисеада овде, сепак на крај режијата не ги прават жените. Ти си се, ама режијата е на сопругата. Ова е добро. Свадбата на Адриан сигурно е во топ 5 вака како свадби, како идеја, како концепти што ги знам, ама ај сега Горан да ни помогне со нешто друго, со презентација на денешната топ 5 листа. Значи денес имаме топ 5 работи кои можат да предизвикаат тахикардија. Горан повели тука. Значи Бумбар, одиме драмрол. Значи, број 5. Кога почнува да врне, а што туку сте го испрале автомобилот. Така е. Работи што може да предизвикаат тахикардија број 4. Кога девојка ти е лута и пишува is typing подолго од една минута. Број 3. Македонија и ракомет. Толку. Број 2. Кога чекаш резултат од тест за бременост. Тахикардија бука, Горан. И работи што предизвикуваат тахикардија, најголемата тахикардија доаѓа од број 1. Кога некој ти звони на фиксе. Горан, инспектор Томе! Еј, шо мајка бара стварно на фиксен не да звонат? И то црвена кој уште. Горан. Од охридски извори јас за тебе имам чуе една приказна. Интересна. Што се случува? Значи, ти доаѓа рани 90-ти во Охрид, пријател од Белград. И вие како така, млади и надежни актери, друштво полно интересни работи, ве застанува полиција во најнезгодниот момент. Кај го ископал? Дали е тоа така? Кај го ископал? Вистина беше така. Од стари охриѓани. Прво чекава, кој е пријателот од Белград? Васич Игор. Васич Игор, добро. Колку луѓе сте? Тој кај моја мала. Си живее. Крвна група, така? Да. Јас и еден мој другар, исто Драган. Вака, тројка. 90-ти доаѓа Вујко ми мој од Белград со застава 101 Лилјава комфорт. А као вела дека ние личиме. Аха, добро. Со Вујко ми, а? Добро. И да Игор Васич и вика, ај брат, имам рече ганџа. Опа. Да бе. И викат, што? Ај рече, дојме, вика, да пушиме. Што? Ганџа му треба. И ајде. И во застава 101 комфорт. Лилјава. Јас возам, Васич до мене, Драган назад. Возиме горе према Велесто. Раката ми беше дуга. Така. И татара, матара. Правиме што правиме. Пази, 90-та, 91-та. Тогаш не е лесно да се најде. То од Белград, то канали Белпичка. И не се. Завршивме работи, сега муабет почвиме. Ама знаеш како што беше свето канали отворени во глава. Ај, викам, знаеш што? Јас од Охрид, ти од Белград. Сега викам, елбе, так не фатит полиција, викам нешто долу што правиме. Ама знаеш како да си ја викавме полицијава. Од паника, од параноја. Море, вика, туба, вика, јас да возам зашто од Белград сум.
Добро. Колала Белградска, разбираш, БГ. Иначе кој ќе не фате, да супер, нема да имаме проблеми. И се менуваме. Ние, јас овде, Васич вози и тераме. Добро. Тераме, пред Охридска банка. Центар. Абе, светло нешто, вака, жолто. Абе, викам, што свети така? Абе, свети нешто. Абе, што викам, може... Абе, она му далеку негде, кој е далеку пред нас полиција. Окочење на кочни, се ќе ги изгазваш. Двајца полицајци. Излегвите надвор, сега ќе вика. Оф, реков, затварајте вратите, викам се, турето чотека. Исто ми не знаеме што да правиме. Излегви надвор! И овој другаров Драган, абе, јас рече го знам, овој со мене има тучено. Добро. Што збори, викам, отвори го то пенчерчето, замоли го, аман! И отвора рога. Томе! Кој е? Драга не море! Со кого си бе? Кој да ме? Абе, не... Абе, така, кажи бе, со кого море, гора, не оди другаров, овој, Васише од Белград. Абе, излегвите, каде што ја направите. И ние, охре, фала Богу, ќотек не јадовме. И двајца полицајци, едниот е другаров негов Томе, а другиот, не знам јас кој е. И јас осоколе, Томе другари, пак сега веќе другари. И станме од кола и на другиот. Кажи бе, Томе, бе, вика. И не, се кај бевте, вика, бев в кафана нешто пиевме таму. Враќајте се назад, рече, нашо личите, вика, на ништо. Јас место на Томета, на другиот, ме рекол здраво. Епа кога... Било е то давно. Пред да одиме на пауза, имаме од Јана, од Нова Газдарица, еден предизвик. Ајде да видиме што е предизвикот. Искам да изпеете тази песен, да я направите рекреейт на сцената, където Талат пееше Слънце за три света. И да го направите в студиото. Кога ќе викнеш Јана пак овде? Ќе ти кажа. Да ти кажа ја предизвик. Ајде да ги чуеме Горан и Дритон. Слънце за три светови. Дали може љубовта ноќта да ја продолжи? Дали може да ја задржи? Ја имам само ноќта да бита ја со неа. Не знам дали може да заборава. Сонце за уште три светови. Ако замине ќе изумра. Одиме на кратка пауза. Гледате 1 на 1, овозможено од Витаминка. Свет на вкусови. Дритон, уште не си вработен во театар? Уште не сум вработен. Уште не си вработен во театар. Ама, работен човек е. Така е, сега сум слободен уметник. Да. И не знам, ова не го знаете, верувам. Дритон работи во Малага. Тоа е факт. Значи, Малага е една од најпознатите сладкарници. Дритон работи таму, ама чекајте. Всушност, твоја е Малага, фактички. Јас сум таму газда. Така е! Доаѓа муштерија. Мешески да речеме доаѓа. И сега го гледа Талат од Преспав, служи сладолед му дава тука и колачиња. Како реагираат луѓе? Им е интересно? Па име е интересно. Шо вика? Сладкарница Малага, повелете. Браво. Така да толомби, еклери. Забележуваш поразвака на муштери после Талат? Па има, да, доаѓаат се сликаат. Фино, интересно. Браво. А некој вака која нема да те познае, не се осеќаш као, види го. Ја за джаба и глумев. Да. Ради брковите ме познаваат. Така е, тоа ти е добар адут, да си ги чуваш брковите, да ги растеш. Со футрола ги Со футрола. Ти си, ете, невработен, ама овие двајца господа напред се во театар. Шо има во Охридски ново, чисто да ги поздравиме колегите твои? Работиме на представа
од маđarски автор, унгарски автор. Груевски да не? Не, некој Габор. Добро. И се вика Каде е пиштолот, господа. Каде е пиштолот, господа? Да. Има комедија, како, што е? Па некоја така, како да речам, фарса е. Добро. Каде што 5 души, има еден криминалец, интелектуалец, монарх. Добро. Селанец. Од се по нешто. Да, значи како типажи. Добро, ко вицево. Сивиле. И сега едниот ги има пиштолот, па е тера водата на неговата воденица и така сите превземаат. Кај кого е пиштолот? А целата работа е да се договорат, има еден клуч. Добро. Кој треба некако заедно, консензуално се договорат за да излезат. Треба да соработуваат. Да, а никој не сака. Сите сакаат македонска работа ова ми звучи. Малце повеќе. Браво, тоа е добро. Адриан, ти си во Тетовски театар. Да. Како е чисто таму вака ситуација? Добро е? Моментално не сум ангажиран во Тетовски театар ради други ангажмани кои што го имаме. Сега завршивме веќе со снимањето на Преспав, да. Серијата за Netflix во Белград што е. За Netflix се работи. Моментално сега се подготвуваме за долгометражен филм. Браво. Да, со колега еден мој режисер од Тетово, кој што има голем буџет. Добро. Му се реализира тоа, да. Само како актер си вклучен или и плюс продуцент или нешто? И како конобар. Не, пошто професионална деформација и тоа може да се важи, пошто 13 години поседувам кафиче, еден кој што се трудам малку поинаку да е од другите и го јадам. 13 години сум минус. Ама не се даваш? Не се давам, апсолутно. Браво, како се вика? Во превод доаѓа во Ќоше, као тоа е инспирација од албумот на Майлз Дейвис On the Corner. Браво. Значи ако поминуваме таму, сигурно добра музика. Ти слушаш добра музика. Да. Ова беше за аплауз, не тоа пред. Да, така. Веќе попомина Тетово, кај беше? Во Ќош. Така. Ти си љубиш риболов, тоа за тебе знаеме. Пак нешто ќе ми ископаш Нешто ново има ли? Не знам. Те бражам да нема некоја приказка, некоја од кајчињата таму. Цело време има рибарски приказки. Чекај. Една година тому даѓа така помеѓу Струга и Охрид, се креваме со кајчето на 500 метри од обала и тука ловиме клен. Добро. И кајчето е тука укотвено се фино, лепо, со пријател, сега покоен, и ловиме. И горештина, август е месецов, има туристи и сето тоа, и едно кајче, комува, зуи, горе, па после спушти се пак, па долу. А од нас на некој 100 метри друго кајче во наша линија паркиран, да не си сметаме во риболово. Пак заврти зад нас. И гледаш дека се пар. Ама и не се од тука изгледа. Не се од тука, од Тетово беа. Слушай, добро. И сега вртат со тоа кајчето, вртат. Луѓето едно време не издржат душа. Дојдоа до нас на така некои 15 метри. Извина да рече, да ме праша, шо ме... Кај е патот за Струга? Чекајте, добро би, што им викаш на такво прашање, кој е одговорот? Викам на семафори лево. Немаме многу време, ама имаме една игра да го направиме јасновидецот заедно. Значи, јасновидецот, како што знаете, ние треба да одговориме прашање од овие запечатени коверти, без да знаеме кои се прашањата. Еве, Горан има ја честа, одговори го првото прашање. Ајде да видиме. Оде вака? Размисли. Кој е одговорот? Шерифович? Шерифович. Марија Шерифович. Шерифович, добро. Прашањето е? Како се викал првиот србин шеф на полиција на Дивиот Запад? Ајде да видиме.
И јас треба вака. Сега, да, мораш за да го почувствуваш, нели? Кој е одговорот на прашањето? Одговорот. Ајде. Да не безобразно. Биолошки. Биолошки? Да. Ајде. Биолошки, што може да? Тоа ми текна, брат. Добро, така ти кажало се. Прашање. Имајќи го во предвид твојот моментален буџет, каков часовник можеш да си дозволиш? Одговорот на моето прашање е не е джентълмен, него е господи. 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 Кој е средното име на господин Стефан? Господи, да. Да видим, ајде, Дритон убаво размисли. Опа. Девојко, тебе ќе те отворам. Чека, тоа е одговорот? Тоа е одговорот. Девојко, тебе ќе те отворам. Добро, мислам. Да го сменам? Види, не, сега, ако е тоа одговорот, што е работа. Што да правам, така ми дое. Нормално, мислам. Прашање. Што е сексуално вознемирување во цел свет, но сосем нормално да се каже во квизот на Лила? Дами и господа, за сите, Good Nature чаеви, пакет подароци од Витаминка и најубавите сокови Viva премиум пакети за сите вас. Дами и господа, преспав со лесна сезоната. Со лесна сезоната. Ајде да се сликаме. Одиме со песната на Оливер Спасовски за оваа нова година. Можеме. Меќам поклони за Крисмас, друга имам мака јас. Од тоа мене ме боли глава и ке ме боли се брзум на влас. Рада Маврово ке фати, Ахмети никој не ни го видел. Очо тендер ке си лапе, а Соки ке оди на скијање. Главоболка имам јас, а може да се реши за час. Make my wish come true. All I want for Christmas is Gru. Yo, neќам филмови за Крисмас, освен некој трилери. Полиција све да апси и бегалци и дилери. И Рада Маврово ке фати, Ахмети никој не ни го видел. Кочо тендер ке си лапе, а Соки ке оди на скијање. Главоболка имам јас, а може да се реши за час. Make my wish come true. All I want for Christmas is Gru. Yo, Gru, yo, site Gru. Yo, Gru, yo, Gru. Yo, Gru, yo. Guru Karapet, dami i gospoda, ovo беше сезон, ајде не да се гледаме, чао! Вие гледате еден на еден. Гледате еден на еден. Вие гледате еден на еден.